прави огромна филмска содржина по една година во Европа, во Америка, значи низ целиот свет, илјадници часови на филм. И реално многу добри филмови не го доживуваат својата кулминација, своето заслужено место, афирмацијата која што навистина треба да добијат, но ете за исцелител се случи тоа. Доби некој спотлайт, доби светло, луѓе го вида. На што се должеше тоа? Маркетинг? Има многу фактори. Мислам, филмот е една тешка психофизичка работа и на крај може и да не се исплати. Мислам, треба меѓу другото, треба човек и да има и среќа. Често пати луѓе кои ќе успеат и кои ќе направат нешто, обично се ставаат секогаш напред и викаат, окей, ето, се убив од работа и направив нешто. На крај сепак може да не добиеш никакво експонирање и филмот да не излезе надвор. За исцелител имаше неколку фактори. Едниот беше, да речеме, имаше една work in progress секција во Сараево пред година и пол, скоро 2 години. Бевме на таа work in progress секција со филмот со груба верзија измонтирана. Некои парче имаше, мислам нека 3-40 минути. И тука се случи првиот пробив, затоа што тука ги најдовме нашите sales агенти, продажни агенти од Франција. White се викаат и многу се, мислам, стварно се многу престижни, имаат едно чудо контакти околу нив, мислам, ги нудат филмовите на најразлични луѓе, така што тоа беше првиот исчекор, еден голем кој што ни помогна, значи дојдоа луѓе кои што се сериозни играчи, го препознаа квалитетот на филмот. И понатаму вториот, да речем, пробив беше тоа што добивме шанса да учествуваме на Солун, каде што добивме една прекрасна награда, прва во нашата историја, значи на Солунскиот филмски фестивал, и јас бев, искрено да бидам, стварно бев джашен од приемот на таа публика во Солун. Имаше новинари таму, имаше од цел свет, например имаше од Agence France Press, една новинарка ме прашуваше за, мислам, буквално прашањето првото и гласеше да не имаш скриено неколку филма предходно. Значи не и се веруваше дека е прв игран филм, што беше голем комплимент за мене. И Талин како А-фестивал, значи уште едно скалило напред, како што кажав, тоа не беше целта. Тие А-фестивали се многу битни затоа што на нив, меѓу другото, има многу битни новинари и филмски критичари, кои што го обожаваа филмот. Мислам додека бевме таму, на нас многу од нив, многу од тие имаше еден помлад критичар во Њујорк, Леонардо Гој, прекрасен еден дечко, мора да го викнеме тука. Баш стана фан некако преку нас на земјава и на филмот. И тој ни кажа дека, само што следавме кога дојдовме, он ни кажа дека седел помеѓу новинарката на Variety, Джесика Кијанг, да, и Стивен Далтон од Hollywood Reporter, и дека била многу пријатна целата атмосфера. Мислам, многу скептично тргнале на таа прес проекција, го гледале филмот така со скепса на почеток. Меѓутоа, буквално во еден момент новинарка од Variety станала и прашувала кој е дечко, значи на крај на филмот, што беше за нас, као ние мислевме дека не лаже овој, не мафта, мислам, така се осеќав јас. Викам, брат, додека не видам јас тоа напишано, значи не ти верувам. Така да тек после излезе целото тоа. Ама може да се случи за тоа, викам, доколку филмот нема таква среќа да отиде на поголем фестивал, има, мислам. И сигурно рецензијата на Джесика Кейн даде едно огромно интернационално светло на филмот и не секогаш е тоа случај, некогаш критичар од нејзин калибар може да утепа филм, како што се случи. Да, они се, мислам, толку беше, да речем таков и рейтингот на таа жена, некако кога бевме на Талин, дека она се движи низ Талин и околу неа од фестивалов буквално се движат како ученичиња, едно 3-40 луѓе, и не викнаа да се запознаеме. Ние бевме така уплашени, ние само пруживме рука да не каже некоја глупост, знаеш, да земе да ја прекине рецензијата на пола, знаеш, да каже какви будали, знаеш, чекај за друг филм ќе правам. Думав добар, ама дечки. Дечки ме слава. Ние се изчистивме од фала.
Фала Джесика, да, многу беше симпатична, мислам, супер беше као гледаш дека е многу поголема од, да речем, мислам, едноставно нема шанси некој да ја наметне некаква одлука, ти ќе правиш се, или ќе пишеш за овој филм или за оној филм. На крај, како што ти кажав, нели правевме мувер, имаше 2 рецензии, може би уште една има напишано сега, не знам, меѓутоа со нашиот филм излегоа 2 рецензии. Една беше за еден германски филм кој што буквално гласеше на почеток: целта на оваа рецензија ми е да ви ги натерам сите луѓе што ќе ја прочитаат да не отидат да го гледаат филм. Така тргна, значи може да те утепа таква рецензија. Значи катастрофа, јас мислам таква рецензија да напишеше за нас, онака ќе се джитневме од авион. Оно што го спомна за новинарката што те прашала во Солон, не единствената што го увидела тоа дека ова не личи на дебютантски филм. Сигурно имаш некакво поголемо искуство, да го спомна дури и жирито во Санта Барбара пред една недела, што всушност освоите прво место во интернационална конкуренција. Од каде е искуството за режија ако ова е дебютантски филм? Мислам, од каде? Јас се увив реално од работа во земјава. Мислам, имам некои си 3 кратки филма, 2 документарца, имам и многу реклами. Имам уште едно сценарио долгометражно претходно напишано. Така што не знам, мислам, сум купил занаед, да речем, вамо и намо, се интересирав за филм, меѓу другото и за многу други работи, да речем. Не сум онаков баш некој филмомански нерд, само филмови да гледам, но искрено да бидам почесто уживам во литература, например, во читање на белетристика, романи, па и некоја научна литература, зависи, мислам, стварно. Меѓутоа, не знам, мислам, ето, така се створило некој искуство низ годините и тоа излезе преточено во филмот. И многу учени искрено видам, значи многу сакам да читам, да се спремам пред секоја работа, сакам да се спремам, онака баш темам. Во балица сум сериозна. Дефинитивно нели во едно од најголемите успеси или падови на филмот е подготовката во предпродукцијата, ако е добро извршена, све натаму ќе тече поглатко. Да, апсолутно, дефинитивно. Мислам, имавме сериозен план на снимање, книга на снимање, бевме баш прилично спремни. Нормално, ако нешто излезе на сет да е подобро од тоа што е испланирано, човек треба да го прифати, треба да едноставно, зошто да не, меѓутоа добро е да имаш план некаков и ако работите не одат како што треба, да погледнеш како тоа си го замислил за да може да оди работата. Многу е брутално на снимање, нема човек време многу да размислува. Искам да прашам уште едно прашање и после ќе оставам публиката да дадеме простор. Баш за тој дел, за предпродукција, ти ми кажа од мене дека филмот всушност подготовката траеше 7 години или од кога е замислен. Од почеток до крај. Од почеток до крај. Кажи ни накратко за фазите, кај се роди идејата за сценариото на сцелите, пошто ти си сценарист и како одеа фазата, зошто зема 7 години или 3 години снимање и продукција? Приказната беше на почеток драма. И тргнав да правам приказна, уствари баше, значи немам некоја, да речам, епска приказна околу стварањето на оваа приказна. Значи, напротив, на почеток многу прагматично тргнав. Сакав да направам некаква семејна драма која што би можела многу практично и лесно да се сработи во земјава, знаејќи дека нема да добијам големи пари. Значи дека би добил пари некои такви као за дебютантски филм. И полека почнавме да аплицираме на некои питчинг форуми, знаеш, за развој некои имаше некакви, да кажам, работилници низ светов и на некои си 2-3 на почеток као забелја неќа да не примат. Значи едноставно така не одбиев на некои 2-3 места и се преиспитав во некоја смисла затоа што многу сакам драма, онака сакам баш да направам една добра драма, знаеш. Тоа не беше планот на почеток. И едно време ми текна колку уживав во краткиот филм што го правев Скопски љубовџи во рамки на омнибусот за Скопје Ремикс. И ми текна дека едноставно таму правев некоја црна комедија и се преиспитав некако така, екзистенцијално настапив, си реков што има да изгубам, мислам, дај да пробам да го направам цело ова, да профункционира, да пробам барем да видам дали ќе профункционира како комедија и така се роди целата идеја.
И дополнително ја решив целиот пат да го терам онака буквално по сите тертипи, да кажем, на таа модерна европска копродукција која што е долга, стварно дугачка. Значи одиш, го развиваш сценариото, па некој ќе се заинтересира, па ти кажуваат коментари, пичингот е многу битна работа, дефинитивно, мислам, одиш, настапуваш, гледаш на кои места луѓето реагираат. И тоа беше тоа со таа една задршка, многу ми беше страв да не отиде филмот во во насока на една недостоинствена онаква балканска комедија, знаеш, онака баш да стави човек се и се што сакав да останам одмерен во начинот на пласирање на тој хумор, да биде потемен, одмерен, знаеш, да биде воздржан во некоја смисла. И тоа ми беше мене стварно искрено видам планот. Мислам, гаѓав двата правци кои што ми беа најбитни се италијанскиот неореализам и чешкиот нов бранд кој што има многу хумор, а другиот има една многу битна, една социјална онаква содржина и порака која што сакав да ја пласирам исто со филм. Ги обожавам, значи филмовите на Десика и Роселини, мислам, и останатите, така да тоа е тој прилика Аго. Ова е последен коментар мој. Една работа што навистина ме фасцинираше и ме инспирираше во твојата приказна дека во целиот тој продукцијски дел, значи ти си продуцент, ти си автор, сценарист на филмот и режисер, си поминал година дена во монтажа, на огромна твоја лична жртва, дури на кариерна и на финансиска, затоа што ти ми кажа дека си морал да запоставиш други проекти, од каде што твоите приходи доаѓале претходно, што навистина се доживува во филмот дека има огромна пасија од твоја страна на филмот. И тоа е често патешествието, верувам дека за многу работи во животот, не само за филмот, да човек да се вложи максимум, да се стави 100% во тоа. И наистина инспиративно. Па ќе кажам, може па на крај да онака да излезе катастрофално. Многу е, мислам, дефинитивно сакам испланиран ризик, знаеш. Мислам, меѓутоа мора да ризикува човек за да направи нешто. А ризиците беа стварно огромни. Меѓутоа, пак ќе кажам, некако јас сум искрен да бидам убеден дека можеш и да не биде вака, мислам, стално секогаш битно е стварно да даде човек се од себе. А иначе сериозно ризикував ептен. Мајка ми уште со кредит. И сам со едно чудо проблеми останав, реално не се уште решени добар дел од работи, животов ми е ставен на пауза, онака, додека и цело време се вика мај уште недела и сега заредија фестиваливе, награди и повторно не можам да го оставам филмов позади никако. Ни он мене ствар, тоа е, меѓутоа сега е забола, нормално, сега уживам. Океј, јас би повторил тоа што Кирил го кажа, имаме доста многу луѓе овде, претпоставам повеќе од вас сакаат да постават прашање. Со дигање на рака, некој од модераторите ќе го дадат микрофон и може и модераторите да се приклучат исто така со коментари. Значи со кривање на рак. Јас од вас. Кој има прашање? Да, имаме за две прашања, имаме и за режисирот, нели? Првото прашање ми е од Филата, како што знаете, особено Европската филмска академија и по разни фестивали од прва категорија, само да поправам, не е Италија, а од А категорија, мислам, знам кои се од А категорија фестивали. Значи, јас сакам да прашам, значи нашата држава се стави на тапет за снимање многу плагиати, за луѓе кои што не се значи од адекватно образование, не се од фелата, а пишуваат и учествуваат во одлучување, во тие европски тела се праќаат упорно, па како сме се довале во една таква ситуација, да првото прашање. А второто прашање ми е баш во однос на автентичноста на филмот, бидејќи забележав една голема сличност со филмот Вива на Пеги Далберт. Тоа е еден ирски филм кој што се случува во Куба и тој исто така да се говори за релацијата измеѓу таткото и синот, нели, само таму на крај да речеме таткото умре, а овде не умре, иначе доста вака слично, мислам, да не речем идентично. Благодарам.
второто прашање, искрено да видам, не сум го гледал филмот, значи не можам да искоментирам околу сличностите, да кажам. Како влагаат луѓе во некои тела за кои што одлучуваат. Мислам, во Македонија има толку многу слични прашања кои што може да се постават во било кое поле на нашето живење, значи тоа е едноставно абсурдно, мислам. Може да се постави прашање зошто не лечат такви лекари кои што не знаат основни ствари или кои што стално не викаат дека е на психичка база. Знаеш, има многу, за мене има многу посериозни теми во таа насока отколку зошто не соодветни лица, да кажам, праќаме во такви сериозни институции во однос на филм. А инаку дефинитивно листата е на ФИАП, орга на страната на ФИАП може да се најде листата, има таму се сите 15 фестивали меѓу кои Талин, Локарно, Венеција, Кан, не знам, Карлови Вари и останатите 15, така да дефинитивно Талин е еден од нив и уште еден е Гоа на кој што певме, меѓутоа таму не бевме во компетиција. Тоа е. Здраво, ја ќе се седам. Најпрво честитки за филмот. Мене многу ми се допадна моментите кај што имаш социјална порака, во смисла на моментот со геј луѓе, као беше тоа беше ситница, една мала реплика кој да кај селителот пошто внук му е геј и ми се допадна моментот со глувите. Баш спонтано го имаше навикнато тоа. Моето прашање е, пошто цело време слушам позитивни критики, дали имаш негативни критики? Еве, ако можеш да споделиш некоја негативна критика, например. Имаше, фала инаку за комплиментите, имаше сега, чисто пробувам да се сетам сега денови, имаше една девојка на Твитер, коментираше околу ставот на филмот за користењето на марихуана како средство кое што помага за да речам за болки од рак. Значи јас во филмот бев многу предпазлив, тоа ми беше еден од клучните стравови, она не го нападна филмот дека промовира безочно лечење, да кажам, од рак. Значи дека го промовира како едно лажно средство за лечење од рак, меѓутоа искрено да видам, стварно многу се плашев од такви коментари кога го пишував сценариото, меѓутоа буквално онака баш го прочитав коментарот и пробував да се сетам на сите места каде што е точно јасно дека тој човек се уште, дека барем сидму мисли дека он се уште боледува таа болест и дека практички во филмот колачот е повеќе средство за помош, значи при лекувањето, значи тоа е малтене, на него му помага за болките првенствено и тоа беше планот од сам старт. И гледам дека до некој стига една информација, до повеќето стига таа информација која што сакавме да пласираме, меѓутоа ете има некои луѓе кои што, мислам, од друга страна па имаше и многу луѓе од таа про-марихуана, од тој табор кој што вика дека ги ставам во ист кош со сите останати исцелители и хоштаплери и така да не може човек да им го фати крајот, да речам, обвинет сум од двете страни, меѓутоа многу мал број има на коментари. Јас се надевам, например, на крајот кога го вади колачот Веле, кога го става на хаубата, он вика, луѓе стварно ви кажувам, правев колач за татко ми, болен е од рак, му помага за болки. Значи во ниједен момент он не вика болен беше од рак. Значи го немам тој момент, јас цело време до крај, он се правда на крај, ама татко ми беше болен, не знам дали му е од колачот, затоа што докторот му кажа претходно дека може да се случи, не знам, јас кога го пишував сценариото има тие чудесни ремисии на повлекување на ракот ги има, значи ретки се, меѓутоа ги има. Некој тврда дека еден од 10.000, некој еден од 1.000, меѓутоа има такви чудесни ремисии кои што може, меѓутоа и не нужно се поврзани со марихуаната, со колачот во филмот. Мислам, сакам да кажам, не знам, јас имам вујко кој што имаше сличен проблем, да му се неверојатно колку му се подобри ситуацијата на краткорочно, значи на некои си 2-3 месеци, онака сериозно му се подобри од користење на улјето, меѓутоа повторно после тоа го нападна, така да мислам дека јас као што кажував секогаш треба човек први на лекар да отиде
ако се откаже од тебе медицината, стварно се ќе пробаш, меѓутоа за жал тука има многу лошо здравство и луѓето идат на исцелители наместо да идат на лекар, прво идат на исцелител. Меѓутоа тоа се тие негативни коментари, да речем, од прилика што ги слушам. Океј, хвала те. Значи, ако се обвинат од двете страни, ја би ти напишала ревју дека си добар виновник. Фала ти. Фала. Друг? Поздрав. Ми се свигаше многу кај филмот тоа што отскокнува тематски од општо македонските филмови, но има едно клише што има од дефинитивно сите македонски филмови, а тоа е таа мизерија во која што ние живееме, фамозна. Па ме интересира дали мислите дека хиперболизирањето на мизеријата е стварно потребна за овој филм, да се долови социолошката ситуација во државата или па да биде уште појака приказната према на гледачот? Види, јас во однос на твоето прашање, јас не се слагам само во контекст на тоа дека е хиперболизирана. Значи, јас не би рекол дека е хиперболизирана. Мислам дека многу семејства живеат слично како што е тоа прикажано во филмот. Например, станов ние го земавме од една фамилија која што реално, мислам, со мали измени, меѓутоа живееше буквално во такви услови какви што се прикажани. И тоа, барем судејќи ги според бројките, онака кои што со кои што сите ние се соочуваме социјално гледано, значи многу луѓе живеат под раб на сиромаштија во оваа земја. Така што не само што не е хиперболизирана според мене, него е баш онака една обична, функционална или нефункционална фамилија во Република Македонија. За жал, мислам, ако треба да не ја прикажуваме ние таа беда, би требало, знаеш, мислам, повеќе ќе излезе така дека лажеме отколку вака, знаеш. Мислам, сакам да ти кажам, го разбирам тој аргумент, меѓутоа не е до мене ние да имаме. Обично знаеш како кога ќе кажат често луѓе, а зошто не правите сега, да речеме, не знам, некоја љубовна приказна помеѓу девојка од Водно и дечко од Градски зид, разбираш, не знам сега, да измишлям некоја класа, да речем, знаеш, македонска. Мислам дека тоа може во некоја смисла да биде аргумент, добро, зошто од 1000 филма нема еден таков. Знаеш, нашата продукција е многу ретка. Ние немаме шанси да правиме, не знам, во Америка се прават стварно 1000 филмови годишно. И кај нив може човек да каже, еј, супер, има 10 комедии или 100 комедии, има 50 вакви, има 50 драми, има 500 акциони филмови, а кај нас, знаеш, имаш еден филм, 2 филма можеби некогаш годишно и не може да се суди врз основа на тие 2 филма и зашто правите филмови само за сиромашни. Знаеш, особено што мислам дека го избегнавме, хуморот беше некаква контратежа, да речем, во рамки на целата на тој социјален коментар. Затоа и реков, доста отскокнува темата од претходните македонски филмови. Како факт. Друг коментар? Ви благодарам за ова дело што ни го понудивте. Јас не сум филмски критичар, не сум професионален, сум филмофил и на прва, се надевам дека и така ќе остане, воодушевена сум од филмот, мајсторски е направен и сакам само да ве утешам како гледач, да не се секирате, филмот не служи за тоа да некој медицинско средство промовира или го негира. Тоа е неважно во филмот. Филмот не служи на тоа, има фармација, има медицина за тоа. Она што е мајсторски по мене во филмот и што отскокнува од другите филмови е тоа балансирање меѓу црнотијата и хипокризијата во општеството и тој мрак и хуморот. Значи јас од пред некое време решив да не гледам балкански филмови, пошто се многу мрачни и помислив и овој филм да не го гледам за да не ме мачи. Многу често сум добивала желба да напуштам некои филмови затоа што ми предизвикуваат мака во стомакот
затоа што толку длабоко ги допираат, како и овој филм, оние тажни и тешки теми. За разлика од останатите, вие цело време, не само на крајот на филмот, само што ќе го допрете дното на тој мрак и тага и тешкотија, со една завеса од хумор, го засенувате тоа и многу добро бранува цел филм во однос на тага и мрак и хумор. Тоа е мајсторски изведено по мене. Се надевам дека впечатокот ќе ми биде понатака таков и ви честитам. Имам прашање, ако сакате поверувате со коментар за тоа бранување. Фала многу. Мислам, немам друг коментар. Освен во монтажа малку бевме уплашени да не се почувствува тоа како премногу често, да не биде поларизирањето меѓу тие два екстрема, да речам. Меѓутоа никој не се пожали од вртоглавица цело време, од тоа топло ладно, да речем. Да, супер, фала многу, многу убав коментар. Добро вечер и од мене. Интересно беше доловен. Ми се свигаше толку овака да видиме млади, надежни режисери, нови во, да речеме, во нивната бранша, нови за нас, ние што не сме гледале нивни дела, дека остануваат тука, остануваат да творат. Исто сам да кажем, во смисла на тоа со марихуаната, јас го сватив како уствари, филмот го сватив како секој гледа тоа што сака да го види. На крај, тие што го брка, нели овој, како се викаше дечко, Веле, дека уствари на крај сменија целта као добро ти правиш што ќе правиш, ќе средиме ние работа, уживајте со таткото, значи уствари као пак не дека толку беше околу марихуаната, колку лечи, дали лечи или дали не лечи, дали таткото бил болен во ремисија, него како секој гледаше со свој различни очи на иста ситуација, како нели на почетокот му беше лошо, па ето од колачо, дали пласебо ефект, небитно, значи се осеќал подобро. А и тие баш мизерни услови кои беа спомнати, мислам дека баш го доловија моментот на тоа од нека друга страна на самиот филм, дека колку човекот е спремен да иде до крајности во кои нели прво беа кај исцелител, после сите доктори што ги пројдаа, па као пак се сврти рече, ајде на интернет ќе барам нешто да правам, пошто тоа не останува, немаше друго што да прави, немаше купи лекарствата. И тоа е уствари како нели да се долови таа мизерија, дека го довела до некои други гледишта. Во смисло, уствари таа перцепција што секој ја има, може да ја смени. Во смисло, тоа ми беше тоа дека јас беа освари. Али добар филм мал. Фала ти, да. Абе има многу теми кои што надопира филмот, мислам, од таа семејна некоја нивна драма до нашиот распад на здравствен систем, до корумпираноста, заслепеноста на луѓето кога стварно немаат, кога живеат во некаква безизлезна состојба, така што да, дефинитивно мислам ние кога бевме додека траеше целата промоција на филмот во Македонија, јас се одлучив мојот фокус да го ставам на распаднатото здравство. Значи не зборевме толку за марихуаната, колку што зборевме за тоа што значи во Македонија да си болен човек. Тоа ми беше мене примерно, затоа што мислам дека треба стварно луѓето треба да имаме добро здравство, човек кој ќе се разболи достоинствено да отиде на лекар да му помогнат и да знаеш. Мислам тука кај нас ние се бориме со тоа дека не ни знаеме точно дали ја добиваме добрата нега. Значи ти можеш да отидеш на лекар и стварно веќе довербата ја сум целосно размишljам. Не ни знаеш, мислам ти кажува некој лекар, јас стално сум секогаш сакам да побарам второ мислење. Трето мислење, мислам цело време, пошто на крај они ќе те видат ништо не ти е на психичка база тие, нели обично стално завршува тоа. Ако не може да најдат некој проблем, имав ја проблем со стомакот, некој си 7-8 месеци, па баш го проверив, го тестирав нашиот систем. Така што тоа ми беше повеќе од битно таму да го ставам фокусот на приказната на сите тие различни теми. Здраво, Ѓорче. Кажа дека си бил на пичинг семинари или фестивали настани, како ги спомна, и дека на првите два не си успел да земеш средства. Дали се сеќаваш колку си сменил од филмот за да на наредните добиеш средства?
Па баш тоа ми беше муавето, целосно се смени тонот на филмот, од драма премина во комедија. Тоа беше клучната промена и само што го сменивме тонот на филмот, влеговме на првиот питчинг форум во Трст и земавме награда стипендија за развој на проектот на ЕАВ. Имаат еден панел продукцијски кој што е за развој на продуценти и на сценаристи, се вика ЕАВ, и така тргна, да речам, целиот успех на филмот. Значи се смени многу, да. Се смени. Дали си задоволен од промената или си со чувство дека си се пробал за да смениш нешто за да добиеш средства? Добро прашање, да бидам искрен, да можда тоа би ги скршило, да речам, срцата, ама јас сум еден голем циник и нихилист, мислам, често пати не гледам никаква смисла во не само во уметноста, него во животот мој, да бидам искрен. Така да често пати онака кога го правев сценариото се викам што имам да изгубам, мислам, зашто сум се фатил за таа драма као слеп за стап, и онака мислам дека уметноста, особено после постмодернизмот кој што колку го сакам, толку и го мразам, често пати правам некакви дискусии со мои пријатели, дискутираме на таа тема, меѓутоа си ја продадов уметноста. Јас бев, дури немав ни ваков старт во животот, јас бев математичар. Еден од најдобрите бев во земјава, значи бев и на компјутерска технологија, бев една година, имам десетки, петкаш сум, значи не бев тој типичен човек што ќе отиде на тоа, на уметност и ќе се бави со некаква уметност. Мислам, баш така отидов, затоа што бев разочаран од вама, отидов на друго место и така останав да се бавам со режија. Така да во таа смисла можам да кажам дека не се продадов затоа што немам што да продавам, да бидам искрен. Мислам, приказната е продукт, значи дали мислиш дека ако овдешните професионалци сванат дека тоа е производ и ако го сванат како производ, полесно ќе го продадат. Значи, тоа е индустрија, така? И во секој случај можам да кажам една работа, дека не се адаптирав за да му угодам на никого, туку му се адаптирав кон некое мое претходно искуство со краток филм, во кое што стварно уживав. Ја уживав во правењето на таа црна комедија, Скопски љубовџи, стварно уживав, и кога го пишував сценариото за долгиот филм, едно време ми текна, се викам, добро, зошто мора да биде по секоја цена драма? Значи, многу често сакам да размислувам, буквално да размислувам која е спротивната теза на тоа што го правам во тој момент. Многу ми годи, значи буквално спротивната теза. Ако си се фатил као слеп за стап, викаш, окей, мора, ова е една драма, семејна, која што ќе биде вак, има еден тежок тон, еден темен тон, ќе раскажа многу длабоки работи, окей. Која е спротивната теза на тоа? Треба да биде комедија некоја која што ќе ги олесни работите, ќе биде... Мислам, сакам да кажам, добро, зошто да не се стави човек од таа страна и да почне да размислува на потпуно различен начин, на потпуно различен начин. Што добиваш, што губиш, знаеш. Ми беше, мислам, сакам да ти кажам, тоа беше некако токму поради тоа направив обид. Викам, немам што да изгубам, мислам, нели, како викаат, хартија трпи се, пробај, види, знаеш. Ама не беше никоја смисла онака као дај за да угодам на некого, за да влеземе некаде на некој фестивал или питчинг форум, туку онака чисто дај да видам, ако не функционира да пробам нешто да пробам. Никој не ми кажа ај направи комедија од ова, немаше врска. Ми кажува некакви икс коментари, зашто тука мајката не се појави, зашто не оживее, зашто... Имаше секакви коментари, стварно. Само никој не ми кажа, ај комедија направи, да речем од тоа. Немаше врска. Здраво, честитки за филмот, одличен. Главните ликови исто така одлични, меѓутоа не помалку битни се и споредните. Дали може малку повеќе да ни кажеш како ги градиш ликовите, споредните ликови во филмот? Мислиш сценаристички? Да. Види, во филмот има, да речам, две главни струи и обично кога работи човек
би требало да се погрижи тие две или една која има главна линија да функционира, за после тоа полека да се плетат останатите линии. И, например, има некои детали однака кои што дојдоа на крај. Например, овие двајца мафијаши, глувиот не беше глув скоро до пред снимање. И јас кога го кастирав Миро, многу ми се допадна, онака, мислам, беше баш супер на кастинг. И еден ден предходно си викам, морам глув да го направам, супер ќе биде глув да го направам, и кога преговаравме му реков, ама да знаеш, не е у сценаријата, но само глув да биде. Мислам, голема работа е, во некоја смисла кој им кажуваш на луѓето, треба да знаат што глумат, ги менува на некој начин стварите, така што, сакам да кажам, имаше некои детали кои што се изградија подоцна во приказната, меѓутоа, дефинитивно први мора да се направи костурот, мора да се направи некаква јасна и цврста структура за подоцна тие споредни ликови да профункционираат, да речам, како што треба, како што е ликот на Лиле Велјанова, која што му вика, или го советува да ги убие сите, да почне од зградата и да ги рокне сите до еден. Мислам, тоа беше онака една од последните сцени кои што беа напишани така како што беа напишани. И ми беше страф, мислам, искрено да видам дали ќе биде премрачно, дали ќе се свати тоа како некаков црн хумор, што го гледаме предходно татко му болен. Стварно искрен да бидам, додека не ја видов првата реакција на публиката во Солун, не знаев тие мали детали како ќе функционираат во контекст на баш на тие мали ликови. Мислам, супер профункционира и баш ми е драго. Баш и за таа фраза, за таа комшика се фати Джесика од варајата, она баш ја прочита фразата во нејзиното ревју како сетинг за целата сцена на филмот. Па имаше некоја, мислам, ние бевме толку плашени во монтажа, дури едно време сакавме да извадиме таа сцена, така беше некако предраматично беше се тоа убики сиде. Меѓутоа гледам дека остави впечаток, многу ми е драго. И нормално, мислам, актерите си го направија своето во контекст на тоа, мислам, сите улоги беа битни и си ги зградија луѓето дополнително, мислам, работа со прекрасни талентирани актери, мислам, онака баш ми беше драго што секој си додаде нешто свое и бев отворен за сугестии, супер беше. Други прашања? Вечер, честитки. Може би релативно поважно прашање, да веројатно затоа им падна прво во очи. Зашто преводот на Исцелител е Secret Ingredient? Уствари обратно. Secret Ingredient беше филмот, беше тајната состојка тука кај нас, долго време беше насловот тај. Уствари првиот наслов беше Крани, кога беше таква една семејна драма, да речем, филмот, кога не беше, кога пред да ја направам комедија, да го направам филмот. Свини како Крани? Крани како кампот Крани, да. Така се викаше филмот, емотивно врзано за некои мои спомени. Јас често сум одел како мал тој камп на Преспа. И кога се спремавме тука, ја се мислев едно година и пол, две, онака пред да почнеме тука со премиера, пред да отвориме. Сакав, си викав, нешто не ми се свигаше околу Secret Ingredient, околу тајната состојка особено. Значи, особено околу македонскиот наслов, не знам, мене нешто не ми се допаѓаше. Ми изгледаше како така, некако премногу сладко, мислам, ја немаше тааоштрина што има Исцелител, барем кај нас. И се одлучив да ризикувам повторно, значи пред целата кампања тука кај нас, одлучив да го сменам насловот со тоа што пробав и моите селс агенти, овие продажниви агенти од Франција, да ги натерам да го прифатат тој Healer, значи Исцелител, да пробам да им го продадам, меѓутоа толку многу им се свиеше Secret Ingredient, не се сложија, така што се смени насловот во Македонија, меѓутоа остана за остатокот од светот Secret Ingredient. А има причини многу, мислам, Исцелител од многу, значи прво е лажен Исцелител, прво не е Исцелител, значи тоа е многу ми се допаѓа, знаеш, кога има иронија во некоја работа.
Друго е некаков метафорички исцелител на љубовта помеѓу него и неговиот татко. Го тера на крај, значи да си ја истори душата тука и да, знаеш, едноставно да го олечи во некоја смисла. Трета работа, таа разврска е цела базирана на тоа дека они гледаат во него исцелител, оние мафијаши. Почнува филмот со исцелител, така да има многу работи зошто е исцелител, а за тајната состојка, за secret ingredient, па и исто има едно чудо работи кој најочигледната е нели марихуаната, како некоја тајна состојка, меѓутоа и љубовта, да речем. Што значи дека го доби името исцелител после снимањето и после се. Да, дефинитивно, да. Не ми беше на памет за време на снимањето. Нешто, окей. Хвала за микрофон. Што ќе се случеше ако наместо Саздо на самиот старт беше Стојна, например? Наместо татко и син беше мајка и син, евентуално. Како би одела, пошто и таму има доста заебанци во односот мајка и син. Иако многу по-романтичарски, ама факт е дека постојат доста заебанци. Како ти би го изгледал да беше така, например? Интересно прашање, морам да признам. Прво што ќе изгубевме, а после можеби што ќе добиевме. Мислам, дефинитивно тој некој, да речам, машки контекст ќе се изгубеше. Значи, ќе го изгубевме тоа, ќе изгубевме во некоја смисла, ќе го изгубевме таа некоја, ќе изгубевме, да речам, таа сличност и карактерна сличност и разлика што имаме меѓу нив. Нема да биде толку лесно споредбено, да кажам, знаеш, ќе имаме еден Едипов комплекс во целата приказна која што исто можеби би профункционирала, можеби не знам, мислам, стварно, скроз сосема друг филм би бил. Апсолутно мислам дека е, многу тешко би можел да го замислам. Можеби со мајка и ќерка, например, во таа смисла, ако збориме веќе за некаква, знаеш, инверзија во целата приказна, можеби би можел полесно, да речам, да ја разберам, знаеш, ќе имаше некаква поголема, ќе имаше плюс дополнително, мислам дека ќе имаше повеќе драма, знаеш, мислам некако, не знам, многу тешко можам да го замислам, ама ќе помислам, знаеш, ќе се видиме на пијачка, ти кажам. Да, ама чудно, дефинитивно. Зборевме стално, можеше да биде гей приказна помеѓу Аксел и помеѓу Джеми и Велен, или тоа ќе дадеш исто навол. Знаеш, зашто не си жене, што е за работа? Мислам, има милион варианти. Да, дефинитивно се мислевме, меѓу другото, искрено видам, тоа беше страв затоа што не е тема во фокус. Успехот толку е за мене уште по-неочекуван, затоа што во некоја смисла не се бави со некои жешки теми, туку е онаква една механичарска сторија знаеш, од депоата од кај нас, ама дефинитивно вреди да се размислува нормално за таков свич. Друг некој? Коментар, прашање? Здраво, јас сум Жарко. Честитки за филмот. Се најдобро. Те најдобри критики. Вашите следни планови, како ќе биде вашата следна например тематика за филм? Чисто ми интересира. Фала ти, тоа е тешко прашање, искрено моментов ми е, јас секогаш имам онака нешто, драфтам стално, имам некои си 10 на 15 идеи. Имам едно сценарио што е напишано предно цело вечер, една приказна за жена една која што се бори со своето место во незиното семејство. Мислам, онаква една прилично, баш е драма,
тоа е една драма, наква сериозна, која што беше напишана пред ова. И се мислев дали да убрзам и да аплицирам, да речам, со тоа сценарио, меѓутоа приметив некоја сличност на еден современ филм кој што се појави со слична тема, да речам, и се помислив да не изгледа, да речам, преслично во некоја смисла, не дека плагиаторски, во таа смисла би бил сличен, меѓутоа тематски дефинитивно потсеќа на еден филм што некако ми ги плановите ми ги поремети, да кажам. Ама другото, не знам, ќе видиме. Мислам, имам идеи кои што се многу слични на оваа црна комедија, меѓутоа имам идеи кои што се потпуно различни. Значи имам од драми до комедии, до црни комедии, значи се размислувам, морам да фатам некаков правец. Страв би било одма да речам, окей, ајде, исто ќе го направиме само за да го повториме овој успех. Повторно ќе кажам, идејата е да се ризикува и да се биде, зошто да не направиш нешто сосем различно, мислам, зошто да мораш пак да пробаш истото да направиш, така да многу струи сега после успехов се борат од мене, не го очекував ова и сега, и тоа е исто еден дел од, нели, од целата математика, од целиот шах, што треба да се израчуна кој е следниот потек, меѓутоа сега имаме плюс уште една состојба. Ова што се случи, да, веројатно луѓето ќе очекуваат некој сличен филм, не прашуваат за Исцелител 2. Многу често се, најсериозно, мислам. Да, Исцелител 2, да. Ќе видим. Значи, имам две прашања. Првото е во однос на филмот и мини приказните кои што се случуваат во него, а тоа е, ме интересираше приказната на Веле и Јана, во кој момент во правењето на сценариото ти текна дека треба да влезе, дали била обмислена како подолга, како пократка, нели тука веројатно во монтажа нешто се менува. Тоа е едното, а другото е кога би можел да ги сумираш сите своји стравови во текот на снимањето на филмот. Значи, пошто верувам имало многу ризици и стравови на многу нивоа, во целиот тој процес дали можеш да сумираш кога ќе се легнеш навечер и кога ти е страв, кој ти бил најголемиот? Дали филмот нема да успее, дали ќе изгубиш финансиски све? Мислам, како би можел ти тоа да го обликуваш во еден страв? Во однос на првото прашање, беше подолг ликот, беше далеку по-присутна во приказната, ја имаше на почеток. Она е уствари, значи во самото сценарио, она е сестра на Цобе, наркоманот кој што иде прв, кој што го гледа, кој што го следи Веле. Значи они се буквално комши и тука и оттаму се знае. И во самото сценарио го имаме тоа. Значи на почеток на филмот ја имавме Јана, како се запознаваат со, мислам, како се гледаат после долги години, се гледаат тука во малото и баш го прашуваат Цобе веќе почнува со тоа, со следењето на братот. Значи сваќаме дека овој е брат на неа и има една сцена на крај која што исто беше снимена. За жал мораше да отпадне. Има една сцена кога он бега од депото, од криминалците. Прва работа на која што налетува сега се пензионерите кај него дом. Меѓутоа има една сцена претходно што ја снимивме која што е прекрасна, онака преубава е, меѓутоа едноставно таква е природата на филмот, често пати е брутална. Заради ритам и заради тоа што едноставно се чувствувавме дека нема шанси едноставно да се спојат тие две сцени. Ни делуваше некако премногу комотно во тој момент Јана да е таму седната на таа клупа, значи он буквално ја среќава во автокоманда кога се враќа од работа таму потресен, ја среќава Јана седната со братот, со овој Цобе што го следеше на почеток, со наркоманот брат, и седат на една клупа, додека овој се гребе за 500 денари, се гребе од сестра му пари, доаѓа Веле и ги поздравува двајцата, таков потресен од целата прканица. Си оди братот и во еден момент остануваат они двајца и они викале
голема будала бев онаа вечер, мислам, испаднав идиот со тој коментар, почна да се извинува и она му вика, не сум за тоа, дојде на окей се, мислам, не се љутам, и му вика, него, дали би можел да му помогнеш на Цовен? И он ја прашува, како да му помогна на Цовен? Па си имал некој колач, ми кажа мајка ми, и он ја вика, да му, сакаше му да мислиш да му дам колач за да го отвикнем од Хорс, знаеш, тоа е муаведот и он, него му станува, почна да му станува јасно колку ова цело бега од контрола и одма после тоа и вика, морам да одам ја на стварно, значи, малте не сака да кажеме, бркаат некои лудаци, влезен со милиарда работи, морам да одам и тогаш ги среќава пензионерите. Можеме дури да пуштиме сцената, баш зборевме нешто со Симона, мислам, многу ми е драга сцената, може и да ја пуштиме на YouTube, онака чисто као една сцена која што отпаднала во некоја смисла, така да многу ми е криво што едноставно толку е кога ќе почне човек кога ќе влезе во градењето на таа структура на филмот, често пати мора да отпаднат некои работи, за жал, мислам, едноставно да кажам во овој, можеби звучи некако, да речам, жената мораше да отпадне, знаеш, во ова миту време требаше други одлуки да правам, да носам, да знаев дека Вајнштајн тоа ќе го направи. Немаше така да направам, да реагирам. Меѓутоа, дефинитивно не се вртеше приказната околу неа, знаеш, она беше некој спореден, никој што на крај, за жал, мораше да биде скратена, а во однос на стравот, главниот страв мене ми беше дека нема да имаме шанса да го прикажеме филмот пред поголема публика. Знаеш, дека можеш да останеш прилично, знаеш, да не дојде тоа до луѓето, знаеш, да викаш, луѓе, каков филм имам, и да отидеш на некој фестивал мал, да нема никаква снежна топка околу тој успех. Тоа ми беше главниот, наричам, макар и да те исплюка, стварно е подобро да влезеш на фестивал. Ја некојаш гледам луѓе влагаат на голем фестивал и сите ги плюкаат, ама сепак, мислам, го изгледале луѓето филмот, нема лош пиар. Тоа ми беше стварно најголем страв. Уште еднаш, јас би рекол честитки. Ова е еден од тие неколку македонски филмови со кои што големо задоволство ги изгледав. И баш ми е драго, и промашив македонските овие прикажувања, така што ова беше супер прилика за мене. Фала. Едно прашање. Почнува филмот со, така да кажем, суеверие. Продолжува низ целиот филм, гледаме шарлатани, суеверие, како ги потикнува луѓето да одат кон некаков исцелител, и филмот завршува практично со суеверие. Онаа последна сцена, барем мене, како силно ме погоди, така да кажам, е дека овие двајца криминалци, преобразбата што не доживеа по прашање на ставот кон овој човек, кој всушност ги оштетил во голема мерка за некаква голема сделка, преобразувањето не дојде дури ни... Јас лично мислев ке се сожалат над таткото. Човекот му станало подобро, некакво човечко сожалување или некаква етика, морал, некакви правила, кои што јас никаде низ филмот не успеав да ги забележам, а единствениот начин каде што се случува таков тежок, голем пресврт е всушност суеверието. Овој глувиот вика, леле, шо ќе направи? Прашањето беше всушност ќе утепав на некој и кој знае после што ќе не се случеше на нас, бидејќи на исцелител налетавме. Така што, дали суеверието ви беше некаква водилка, дали тоа може би некаква исто метафора за каде се наоѓа општо македонското општество, почнувајќи од образованието, здравството, не знам, сите главни, политиката и така натаму. Каде суеверието преовладува всушност над здравиот пристап кон градење на едно општество. Благодарам. Фала ви на вас, прекрасна обзервација. Дефинитивно мене ми е најголема енигма и најголема онаква едноставно непробивлива загадка ми е кога ќе видам некои мафијаши како се крстат, нели, љубат икони,
знаеш, многу се побожни, ги сакаат мајките, мислам тоа го има и во италијанската мафија, ама многу и кај нас е многу застапено. Значи гледаме луѓе кои што фрлаат ѓубреа во исто време, поминуваат да речеме пред некоја црква, ќе фрли цигарата, ќе фрли и ќе се прекрсти, мислам во тој контекст апсолутно ми беше битно да се препознае тоа, да речам, да, може во ситуација да, точно е суеверието, меѓутоа особено кога гледаат пред себе некаков свети човек. Мислам, може и да му се подзаканат малце, пошто нели ги оплячкал, меѓутоа не е толкава штетата, сепак може ќе помогне за мајката, за нели за глувиов пријател, да не го убиеме сега, може малце, да се заканиме на исцелително, ама да останеме добри со него. Мислам, има една добра, мене тоа ми било стално фасцинантно, како ги спојуваат тие крајности луѓе во себе. Не ми е јасно, мислам, како е можно некој да е длабок верник и во исто време, нели да е некаков мафијаш или да верува во исцелителни моки, а од друга страна да верува дека поимане со ќотек се решаваат стварите. Мислам, има дефинитивно прекрасна обзервација која што стварно е типична за наше општество и можеме да ја најдеме на многу нивоа и на многу места. Со тоа што нашето здравство тоа е во некоја мера често и сфорсирано заради тоа што луѓето и немаат некоја чара. Па ќе прашаат нели нормално за хомеопатски лекови, па луѓе имаат нели секогаш некакви екстремни причи кои што од едно лек, од едно такво шеќерче и водичка станало детето и проодело или не знам. Мислам, има такви приказни кои што се шират низ градов, меѓутоа дефинитивно сме склони кон суеверие, јас сум сигурен. Најпрво да искоментирам дека многу убаво беше представена сцената кога Спасо уште беше болен, затоа што на своја кожа го имам задолжено. Тоа е стварно, болките се огромни, особено кога патат луѓето. И некако многу ме трогна, пошто баш беше така како што е уреден свет со тоа право. И за друго сакам да искоментирам дека и двата главни карактери, тоест ликови и Спасе и Веле, многу убаво помина кон, да кажем, градење на еден карактер во некој дел, дали книга, филм или whatever, дека има некоја, да кажеме, статус кво каде што ништо не се променуваше, когаш првпат, нели, се помрдат статус кво кога се наоѓа марихуаната, па има конфликти, па се разрешуваат конфликти, така натаму, сега да кажем дека многу како што треба да изградени ликовите, тоа многу ми се свигаше и не знам, мислам, јас како затоа што припазвам на такви детали, особено кога се коите ги приметив и само да ви кажам браво за тоа. И прашањето ми е затоа што не знам другите гледачи во публикава дали никогаш била во Крани, ама јас сум бил како дете и сакам да те прашам, ако може да споделиш, ако сакаш да споделиш некој момент, зашто баш Крани го одбра како камп? И второ што ме интересира каква е ситуацијата сега во Крани, дали воопште некоја е променета, затоа што како што гледам, многу малку ствари се сменети, исти беа и тогаш пред 10 на 12 години, исти беа ги остани камп приколките, исто беше за никаде со предавницата, баш така да беше со памтам, така беше. Така да фала и за филмот, за се. Ке те разочарам колку си далеко со спомените, иначе езеро Треска, да знаеш. Да, снимено е езерото Треска, дефинитивно. Да, меѓутоа бевме во Крани. Ке ти одговорам на прашањето, затоа што ми се скрши срцето кога отидов, не беше така магично како што го замислував во моето детство. Приколките се сега затворени со некои лимени, онакви кутии, онака баш изгледаат грдо, а порано беа отворени, онака баш беа убави, бугаловите беа убави, водата беше поблиску, имаше една песочна плажа, таква светкава, знаеш, златна, многу убава, со прелубав песок и сега е далеку водата, треба да пешачиш долго за да дојдеш до таа вода. Инаку ресторанот е сега реновиран и е катастрофален, некои свадби прават, од Преспа се смираат сите.
у тој ресторан и многу е лошо, онаков ептена една торта никаква. И кога отидов онака си викам, леле, шо ќе правам, се мислев цело време сакав од крај да го снимам и се откажав на крај. И многу ја бендисов треска, беше многу убава, онаква целата тивка, поетична, многу беше добра. Ама треска го снимавме. Сега ќе ја реновираат и неа ќе ми отепаат. Се надевам во подобра насока, мислам. Дали има некои прашања? Добре, јас би сакал да поставам прашање. Значи, спомна дека не си бил начисто со приказната. Значи, приказната нели била драма, семејна драма, така, за болест кој ствари била, за рак. И тоа би ги околу тоа би се ротирала приказната. Така, доколку не би била марихуаната во игра. Или од секогаш беше марихуаната во игра. Оти поентата ми е дали идејата за критика на здравството, за можеби втурнување на таа дебата за марихуаната, тие некои социјални критики теми, дали ти од секогаш ги имаше како наум, па преку филмов да ги пренесеш, или тоа доаѓаше, дали првен приказната па темите, или првен ти имаше теми и сега си викаш, сакам да направам филм за што го критикува здравството. Во тој смисол, како се движеше до таа насна? Мислам, види, мене многу ме повредила ситуација во која што живеем. И имав една свесна одлука, сакав да јасно да го критикувам оваа земја, значи отворено да зборувам за сите, мислам, особено за тие проблеми на здравството со кои што се соочуваме тука кај нас. И дефинитивно мислам го имав тој став од старт. Меѓутоа во таа социјална драма што беше семејна предходно, ја имаше крадење на дрога. Знаеш како беа поставени работите? Мајката беше мајка им како мала, значи дури не ни памтам, од некакви причини морала да имигрира во Соединетите Американски држави за да ги повлече нив, меѓутоа таткото не сакал да оди во Америка да ги однесе децата, се искарали и она останала таму и сега после долги години она се враќа назад во Македонија и веле уствари работи на железничково депо и соочене со фактот дека мајка им ќе дојде после долги години и сакајќи да ги смири, таткото и синот беа раскарани, таткото и братот, другиот брат беше уште жив, значи во таа приказна, беа раскарани и практички на братот кој што е зависник, кој што е наркоман, значи он краде некаков хероин од железничкото депо и почнува да го подмитува со хероин. Значи почнува да го подмитува, слушај ке значи доаѓа, му вика, овој не ќе да збори со нив двајца и му вика, слушај, дојди со тато да се видиш, значи ќе доаѓа мама, значи доаѓа, ги ти давам на секој доаѓа, ги ти давам, не знам, знаеш, буквално го подмитува и овој доаѓа и почнуваат да функционираат како фамилија, ама тоа се базира само на исплата, значи малте на некој. Имаше некаков хумор, меѓутоа целото тоа беше малце пребизарно, не знам, немаше таа линија на неверистично, не. Да, малце беше презајавано, не знам, не ми профункционира. Да, тоа беше некоја приказната беше на почеток, меѓутоа имаше социјален алог уште тогаш, дефинитивно. Ви благодарам што дојдовте и благодарам на најхрабрите што останавте до крај на оваа дискусија. Пријатно, хвала и на вас.